80-годишниот Ценко Стојков цел живот живее во село Аргулица. Некогаш одгледувал крави, но откако станал пензионер почнал да одгледува неколку кози како што вели пред камерите на Инет телевизија за потребите на него и неговата сопруга. Живеат сами во селото и децата живеат и работат во град, па вели не може да одгледува повеќе стока. Иако има каде да се одгледува, има добра паша, нема луѓе. Так, 3 кози, како за дом. Значи не може да останеме. Сами ли ги гледате козите? Сами, с бабата. Дета се у град, ми у село. Има јате тука игралиште големо. Има паша, гледај колко е паша, ама нема кој да ги пасе. А има ли у селото други што одгледуваат стока? Не. Тие ама сталски. Дома, у штал. Има 3-4 по 20 крави, 30. Ама дома се ги чуват. Деците не дека не е тешко да се одгледува стока и од тоа да се живее, но за да има исплатливост потребно е поголем број на кози, например, па млекото да се продава и на тој начин да се екзистира. Со 2 кози има млеко доволно само за домашна употреба. Е тешко, само треба народ. Еден не може да работи. Да не е јасно на сите тоа. Да бие мајте у града, старите у село, крави да чуват. Не може да чуват. Чуваше 2 кравички, па не можеме да ги пасеме више ние, па 2 кози почнаме да гледуваме. И сега па годините одија. Колку години има? 80. Сега ако чуваш повише, има млеко. Ама чува барем 10 кози, по 2 кила, 20 кила. Има, ќе продаеш. Што 2 кози? Како за нас, да направиш урдичка, сиренци, нешто направиш, за едење млеко, кисело и готово. Козите на Ценко зимно време се чуваат шталски, а летото пасат на пасиштата во селото Аргулица. По неколку часови, како што вели Стојков, но доволно за да може да обстанат во живот. Бали ги пуштам 2 сата, сега ги пушти у 4. Сега ќе пасат малку и ќе ги накара. Цел ден, дека цел ден ќе држиш тоа, ти не може да држиш цел ден. А зимно време? Зимно време у Аргач, шталски. Турени едење, нека легат. А има ли јадење? Има, обезбедам, купам ни, јонџе. Скапо ли е? Не е скапо. Јонџето не е скапо. 8 динара, јонџе колко сакаш. А тај коси, балира, носи, и тај има работа, многу. Во село Аргулица млади речиси да нема. Останале само повозрастните граѓани кои живеат овде. Токму и затоа бројот на луѓе кои одгледуваат стока е сведен на минимум. Ако некогаш секој втор се занимавал со сточарство, денеска на прсти може да се избројат малкумината кои одгледуваат шталска стока.